што не слушнав одговор на конкретно прашање. Мерка 9 од 5-тиот пакет мерки. Дали е исплатена? Не ќе да е. Бидејќи го заобиколивте одговорот. Сега. Бидејќи не ви се доволни фактите што ги изнесуваме, ќе продолжам со уште неколку факти, иако сум сосема спротивен крај на државата, ќе ви наведам неколку факти за финансиските извештаи кај единиците на локалната самоуправа Радовиш, Кочани и Газибаба. Да не ме прекинувате, ве молам. Значи, кај сите овие општини се констатирани исто така огромни неправилности кои што секако се рефлектираат на буџетот и на начинот на кој што се трошат буџетските средства во единиците на локалната самоуправа. Сега вака вели. При оценка на системот на внатрешни контроли во одделни процеси, кај ревидираните општини утврдено е дека истиот делумно или не е воспоставен и не функционира, или во процесот на прибирање на приходите и извршување на расходите и во процесот на планирање на буџетот на општината, поради што постои ризик од нецелосност на приходите кај даноците на имот и комуналната такса за истакнување на фирма, како и ризик од донесување на нереален буџет, нешто што ви стана пракса и традиција. Тоа си го знаете и самите. Во општина Радовиш и општина Кочани и понатаму е присутна појава на значително отстапување помеѓу планираните и реализираните приходи и расходи на буџетот и покрај донесениот ребаланс на буџетот не е извршено нивно усогласување. Во општините Кочани и Радовиш констатирани се слабости во делот на наплата на надоместоците за јавна чистота и јавно зеленило од страна на јавните претпријатија кои наплатените надоместоци не ги уплатувале на сметката на буџетот на општината. Кај општина Газибаба карактеристична е појава од периодот на превземање на надлежноста до 2020 година, средствата по основ на отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија да се уплаќаат на несоодветно приходно конто, што резултирало со помалку приходи во буџетот на Република Македонија во износ од над 50 милиони денари. Исто така, за сите општини, значи има податоци до недоглед. За туризмот говорев предходните денови, нема да се повторувам, ќе ве прашам само до каде ви е информацијата за состојбите со Преспанското езеро. Тргна и никако да стигне ни на дневен ред. Па така ќе го развиваме туризмот и нема тука што повеќе да се додаде или одземе, колешке. Овие се факти кои говорат за тоа каде одат парите од буџетот и факти кои што говорат, кои што даваат одговор на прашањето зошто доживеавте дебакл во наведениве општини. Замислете ако сите овие ревизии се направеле во сите општини на Република Македонија. Многу работи, многу неправилности и многу дупки им оставија вашите градоначалници на градоначалниците што дојдоа. Заради оваа сурова реалност, колешке, и светлото што залудно го бараме на крајот од тунелот ќе згасне затоа што за жал кај да е ќе снема и струја. Ви благодарам.